Sve to, от како се исклучи овој телевизиски центар, преостанува полека внимателно сето тоа да се демонтира, да се собере, пренесе во новиот радиотелевизиски дом и повторно да се монтира. Сето тоа ќе се користи нормално како и до сега. Колку ќе трае сето тоа? Па зависи, може да трае и 10 дена, може и 15, може и повеќе, не знаеме. Кога нешто се демонтира, има тука изненадување. Да се надеваме дека такви изненадувања непријатни нема да има и да ви посакаме брза работа, а ние еве ако се тоа сите работи последните што ни остана овде и што требаме да ги земеме, тогаш полека да се подготвиме за заминување. Сега е точно 5 часот. Добро утро, драги слушатели. Ја започнуваме утринската програма на Радио Скопје. Утрински радиовесник. Вашингтон. Црни, јави се на Скопје, Црни. Слушај, вчера работевме со 5-2, односно втората програма одеше по фиксните врски, нели, по петка. Белградска втора? Не, Белградска втора останува све нормално, него од новиот РТВ дом 5-2 ќе оди по мобилните врски. И тоа ќе влезе во дистрибуциите две за Македонија и за ЈРТ. Добро, види тоа и договори се доле со овие од домот. Се јавам од Нерези. Посебно за човечките права на што источните земји се спротивставуваат. Во Охрид продолжи меѓународниот симпозиум на тема Климент Охридски и улогата на Охридската книжевна школа во развојот на словенската писменост. Учесниците на симпозиумот, околу 50 најминентни научни работници од Југославија, Австрија, Чегословачка и Полска, ислушаа десетина предавања на кои беше говорено за непроценливата улога на Свети Климент во развојот на културата и христијанството кај словенскиот народ. Симпозиумот ја продолжува работата наредниот ден. Молим, да веќе почнуваме и демонтираме. Ајде, здраво. Деновиве пред години. Денеска е петок, 27 септември 1986 година. Се сеќавам 53 година кога дојдов на работа како млад техничар во Радио Телевизија Скопје. Постоеше само радио, прва и втора, која почнуваше во 11 на ручок и завршаваше навечер околу 10 или 11 сати. Тогаш постоеше една телефонска линија која го поврзуваше Радио Скопје со Маđари. И тоа беше единствена врска. Денеска ние располагаме со такви врски кои можеме и на меѓународно ниво да се мериме со квалитет и квантитет. Во овој тренутак ние почнуваме да работиме и со сателитски врски, тоест, ако скромно, тоа е прием на 4 сателита и сателитски програми, на кој начин нашата програма ќе биде обогатена со многу повеќе емисии и допири до светот. Видици. Видици.
Ovo program. Ovo dvojka direktno ne vidi. Direktno od njega ide. Direktno, evo, slušaš tu ne vidi. A student je sluša ova moja. Ova ne sluša te tamo. Ne, za naše to je kurva, za ova novinarska. Da, ova je samo koji slušati. Реализација на преселбата на техниката на радиото представува обемна и сложена работа. Обемноста на работата произлегува од купниот број на капацитетите кои треба да се преселат. Истиот изнесо 7 мрежи за емитување на програмите, 8 мрежи за продукција на програмите, а сложеноста на работата произлегува од таму што се работи за преселба на техника која што е во функција на емитирање на програмите, а при тоа не смее да дојде до прекин на емитувањето на програмите. Со оглед да се работи за една обимна работа, приближно за која се предвидени приближно околу 5000 работни сати техничарски, близу 3000 работни часови инженерски, не беше можно да се целата работа изврши во редовно работно време. Реализацијата се одвиваше и во редовно работно време и во вонредно работно време, така што практично се доби работа во текот на целиот ден. Ево колку бедојке се. Па дел од опремата не можеше да се монтира, односно да се пресели порано, затоа што беше нужна и во нерези, така што мораше за овој дел на опремата да се инсталацијата испита во последен момент, тоа значи последните денови, вчера и денеска. И во врска со тоа се демонтираше претходно во ноќните часови, во текот на ноќта се вршеа испитувања и проверка на функционирањето на таа опрема на нова локација, а во утринските сати истата таа опрема се врати во нерези. Тоа практички значи дека цела ноќ се работеше на некои сегменти од реализацијата на преселбата. Преселба на еден сложен телевизиски систем како што е нашиот, кој треба да овозможи емитување на 2 програми, подразбира пуштање на 100.000 метра кабел, правење на 20.000 приклучни точки и искористување до максимум перформансите на уредите кои се вградени во истиот. Сето ова е направено во еден рекорден рок кој се мери со 10 пати помалку она што требаше да биде завршено за 6 месеци, направено за 6 недели од екипа на инженери и техничари на телевизија Скопје, и при тоа селењето на напуштањето на старата локација во новата, гледател воопшто да не примети дека се случуваат овака крупни технолошки измени во нашето емитување на програмата.
Навистина се наоѓаме во вистинско студио во новите простори на радио-телевизијскиот дом. А каде беше првото студио, колку се сеќавам, јас сигурно некој од гледачите се сеќава, тоа беше во непосредна близина на старата зграда на Народниот театар во Скопје. Постоеше една синагога, кај што ние навистина прв пат почнеме да пробаме и за мене тоа нашето прво телевизиско студио. Во тоа студио постоевме ние као екипа, камерман и режисер, секретар, асистент, и постоја изведувачи, тоа бе еден балетски пар. Меѓутоа немавме никаква телевизијска техника и требаше да се врши проба, односно требаше да се кадрира. Тогај, можем искрено да кажем дека ние не бевме виделе како изгледа телевизијска камера, меѓутоа двајцата камермани упорно бараа да им се создаде нешто што се вози на тркала, бидејќи бевме чуле дека камерите се возат на тркала. И бевме принудени да направиме ногари, 3 кутија од дрво, кој има отвор, а нема никаков објектив, нема ништо. И така, преку тие кутии, двајцата камермани навистина ги чекавме да дојдат поблиско до балетскиот пар, па да се оддалечат поблиско, а јас навистина тогај не знам каков режисер изигрував, им кажував, да, тоа е сега широк план, повлечете се назад, гледате ли, вред ли е, може сега да идете крупно, навистина они одеа крупно. Сето тоа само можем да ви кажем дека беше една убава играчка. Кога отидовме во студиото во Белград, бидејќи емисиите тогај ги емитувавме од Белградското студио, пропадна во вода, затоа што тогај се сретнаме со вистински камери. Во 1960 година телевизијата сепак беше нов медиум. Никој не знаеше што значи во права смисла на зборот телевизија. Тога научиме дури на специализација во Белград, кога бевме заедно со снимателот Приличков, но со враќањето оттаму во тие тешки услови за работа, работевме во една просторија 4x4, бевме тука 10 души, како што реков. Наистина имаме само 2 камери, немавме лабораторија, немавме монтажен стол. Работеме како дописен центар на белградско студио, со други зборови. Но и во такви услови сепак почнавме да остваруваме добри резултати. Условите за работа навистина беа лоши, а стана уште полоши со поплавата во 1962 и земјотресот во 1963 година, кога беше срушена и старата зграда на Радио Скопје. Со добивањето на бараките во Долно Нерези во 1964 година, а во тој меѓу период работевме под шатори во Маѓари, донекаде се подобрени условите за работа и со голем ентузијазам на вработените, на 14 декември истата година започна емитувањето на ТВ весник од нашето студио, што е значајна страница од кратката историја на македонската телевизија. Делегатите на Собранието, на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и покрајината Косово, денеска, меѓу другото, ќе разгледа Точно е 12 часот. Вести. Нека биде ово последно збогум за ова кафе од овој прекрасен амбиент. Што се, колку спомени се селат од тука? Па сепак не може да се пресува. Со оваа куќа се врзани многу спомени, не само мој, туку на
generacijata moja i drugih koji ovde pominuvali i работели со години. Во годините кога се работело од ноќ до ноќ понекогаш, без сите овие денешни книги и записи, кој кога дошол, не дошол. Тоа беше време кога секој доваѓаш. Еден дел се уште е тука, мислам, овде во градов, а еден дел веќе ги нема. Се менува како ево и куќава што ја менуваме ни овде, односно вие сега ја менувате. Јас сум свикнал се да викам ја менуваме, односно ние. Се уште не можам да заборавам дека сум веќе во пензија одавна. Оставете ме тука, добри мои пријатели. Тука ме повика исконската страст, да ја пронајдам својата праслика, изгубена во мрачните свиоци на времето, но жива и силна како вдахновение. Оставете ме. Оставете ме тука. Тука ме доведе моето привидение. Бранко Радичев да го знам, кај што јас запрет и продолжи. Треба традицијата да се настави, да се усавршуваат кадри, затоа што веќе ние живееме во еден свет, не онај во кој сме живееле порано. Народ кој немал ни радио, ни телевизија, ни весник, кој го создавал низ децените јазик, последните децени јазикот го чистил. Така да сега вие сепак работите во едни услови сосем по-благонадежни и подобри од тие наши почетоци. Ние не сме знаеле ни што е новинарство. Ево се последни моменти и вие одовде од оваа куќа излегувате, одите долу пак на Вардар до душа, али и луѓето, и времето, се менува воопште. И се разбира оди кон поголем прогрес, нормално. Инака, кога не би било така, не би имало напредок во ова друштво. Не во ова сам, воопште во светот. Добар ден, драги другарчиња, со најубаво, највисоко, најголемо, најмало, најчудесно, најсмешно, најнеобично, најбрзо, најсветло, најжарено, највесело во емисијата Нај.
Idemo, idemo. Ajde, teraj. Koliko je? Javi se, Klime. Slušam, kaži. Vidi, evi Mile tega gore dojde, dosta jak je veterot. A pa го сеќаме, nije сега исто долу така јак дека е ветерот. Само ја мислам дека ќе можеме да одиме. 93,3 и 97,3 МГц. Втора програма на средни бранови од 226,7, 228,3, 320,5 и 529,1 метри и во стереотехника на ултракратки бранови од 90,5, 94,1, 96,1 и 97,7 МГц и здружените радиостаници во Социјалистичка република Македонија. Точно е 15 часот и 30 минути. Пладневен радиовесник. Почитувани гледачи, еве го местото на нашите почетоци. Почетоци, може да се каже, пред четвртина век. Тоа не е малку. Почетоци кои што беа многу тешки, би сакала прво да ви опишам. Ова место сега, што треба да го оставиме со длабока жал, овој парк, беше една ледина преполна со кал, бидејќи есенско време дојдовме овде. Ние преполни со тага по земјотес, меѓутоа преполни и со желба да правиме телевизија, малку и воображени. Макар да никој од нас не знаеше што е тоа телевизија. Во овој хангар одеа првите вести, првите дневници од 15 минути. Тоа беше хангар кој беше покриен со плех и друга никаква изолација немаше. Долу се одвиваше нашиот прв телевизиски дневник. Еднаш ни изненади една случка која не можеме во моментот кога одише емисијата да откриеме што е тоа. Наеднаш се појави капкање на вода од чешма, а во непосредна близина, брна 300 метра, немаше чешма. И се чудевме што е сега тоа одеднаш. Кога заврши дневникот, откривме дека нашиот осветлител, кој го осветлуваше спикерот, беше непосредно до хангарот, горе до плехот, а сонце се уште имаше кога одеше тој дневник, и неговата пот капкаше директно на масата кај што беше микрофона. Ако летата беа како во Сахара, претопли, како да имате вршник под глава, ние знаеме македонците што е тоа вршник, зимите беа приказна за себе. Овој хангар може да се рече дека сега малку и подобро изгледа, бидејќи по закрпење, тогаш имаше дупки во зидовите. Надвор на снегот беше по-топло отколку натре, а ние требаше да бидеме облечени во костимчиња, во фустанчиња, мажите исто така во костими, да делуваме како да сме во пристојно студио, а работевме во ледена просторија. Заради тоа, малку да не пристоплат, ни ставија на секоја маса, 3 маси беа за 2 спикерски места и едно новинарско, ни ставија по една греалица кај нозете. И што се случува? Тогаш не знаевме дека листовите треба да ги тураме настрана, него дискретно, гледачите многу да не приметат, ги спуштавме доле листовите. Се случи еден лист да падне, започна да гори, се појави дим, ни жеже, ќе се запалиме, а не смееме да реагираме, бидејќи драгите гледачи не гледаат. Среќа беше што камерманите забележаа, настана прекин, ние го гасивме пожарот, па така преживеавме и ние и гледачите на некој начин. Има многу згоди и незгоди од тогаш. Ние растевме, израснавме, мислам дека станавме прекрасна телевизија, одиме во еден грандиозен објект, но ова, верувајте, нема да се заборави. Имаме прекрасна
Radio Skopje prva i vtora programa. Pomalko ki označime 22 časot i 30 minuti. Označivme 22 časot i 30 minuti. Сега најавата ова. Вообичаено е ова музичко авизо да го слушаме по 24 часот, кога го најавуваме почетокот на пополноќната програма на радиото. Ноќва стартот го означуваме час и половина порано. Причина е тоа што денешниот ден е последен, во кој сигналот на радиото се огласува од досегашната локација на радиотелевизија Скопје во Нерези. Непосредно по 24 часот сигналот на радиотелевизија Скопје ќе го разбранува етерот од новиот радиотелевизијски дом. До тогаш нашите репортери што ги има на сите клучни пунктови, низ разговори со луѓето од техниката, оние кои ноќва ќе го извршат премостувањето на сигналот, постојано ќе ни пренесуваат делот од атмосферата и ќе ни известуваат за текот на работите, како и за условите во кои се работеше во ова меѓувреме. Оваа прва информација би била нецелосна, доколку не кажеме и тоа дека новиот радиотелевизијски дом, со целата негова техничка опременост, е дело на нашево социјалистичко самоуправно општество, на нашата работничка класа и на колективот на радиотелевизија Скопје, кои подолго време со вонредни напори и залагања, со собствени сили и знаење, успеа во напорите да се создадат услови што ќе обезбедат радиото и телевизијата непречено да ја вршат својата значајна дејност. Па ќе одиме на живо од Радица? На тројка отвараме. Не извеси па. Чекај. Кажи зошто ме остави и ме облисо тага, дека среќна заборави, беше со мене ти. Кој ли среќа ми открадна, срцето ти го грабна, сега знај дека секаде ликот го гледам твој. Ево се, он шом се сврти тука и Стоп кадар. Ајде, преоѓе на тројка. Тројка. А нека збори, дај. Токму така спремети го. Не знам вие, драги гледачи, но ние овде убаво се смееме на Дај овој одма. на Љовица Атанасовски. Пази, не рези. И малку спорт. Пази, не рези. Порака или прашање до вас како сакате. Добро ќе беше, легнате или станате ако малку слично, барем слично рекреиравте, вака како што видовте. И сега, на телевизија се случуваат репризи, не така често, не така ретко, но зашто и ние да не репризираме нешто вечера? Например, да репризирам една најава. Режија, дали можеме да вклучиме Нерез? Се надеваме дека ќе биде се вред, може. Идеш тамо. Идеш. Добро вечер, еве дежурната екипа која се јавува од Нерези, од како што рековме Нокиска веќе стариот телевизијски дом, се јавува од студиото 2. Тоа се инаку 40 на квадратни метри, од кои секојдневно се емитуваат нашите дневно информативни емисии, популарните и многогледаните вести и дневници. Инаку ова е дел од екипата која што на овој или оној начин учествува редовно во подготвувањето на сите тие дневни информативни емисии, а можеме да кажеме и тоа дека еден прв пат во ова време имаат можност како безоглушки да седат и да следат програмата.
До мене тука од левата страна е Ацо Станковиќ, инаку заменик на одговорниот уредник на информативната програма. Ова е сегашната функција, да кажеме и тоа дека пред 22 години, кога за прв пат се емитуваше нашиот телевизиски дневник од студиото, од Скопското студио, вие бевте еден од оние што учествуваа во подготовката на тој дневник. Тоа беше, да се подсетиме на кој датум? 14 декември 1964 година. Од оваа локација, од една импровизирана просторија, не дури ни студија, траеше 20 минути. Да ги споредиме ли еве тие дневници, тој првиот и овој вечерашниот, кој е последен од ова студио емисија? Не знам дали може да се прави споредба. Обврските биле секогаш за луѓе што работаат во ваков сектор, на вакви работи одговорни. Меѓутоа, условите под кои го подготвувавме првиот вестник пред 22 години, условите под кои го подготвивме последниот дневник од ова студио и условите што ќе ги имаме од 12 сатот по полноќ од новото студио се сосема различни. Нашите почитувани гледачи инаку беа навикнати се досега во ова време да гледаат нашата трета информативна емисија, популарниот Дневник 3. Меѓутоа, еве ние седиме овде, а вие информациите, она што го кажавме, 24 часа во 24 минути, ќе можете во нешто покусо време да ги видите некаде по полнок. Во новиот ден, поточно од новото студио. Толку за информативниот дел, а сега да видиме што ни подготвија колегите кои што се наоѓаат таму во новиот дом. Да и кажеш себе таа другата што доаѓа наред да не греши. Šta je? Stave! Pa sigurno. Aha, Dile! Šefot na svetlo je crn, zato celo svetlo nije crno. Čekaj, ti zašto ne ste čuti se, ne zvolite ovo samo direktno akumulacija. Овде во главната режија се е подготвено за премостување на радиосигналот. Центар за врски. И овде во нашиот центар за врски се е подготвено за тој историски, би рекол, чин на одговорната и сложена операција премостувањето на нашиот радио и телевизиски сигнал од една на друга локација. Возбудата расне, но нема време за емоции, иако многумина од нас, скоро половина од својот работен век, го минавме или го започнавме овде во Нерези. Еден од старите работници е инженер Тодоровски, пуштиот рапорт зашто овде всушност ќе биде тој прекин. Јас би рекол дека во изминатиот период со големи напори, големо знаење и умешност на техничкиот и инженерскиот кадар се изврши демонтажа и премонтажа на постојната опрема во новиот радиотелевизиски дом, односно терминалот, од каде што помалку ќе отпочне превзимањето на програмите на радиото и на телевизијата во радиодифузниот мрежа. Центар за врски ви благодарам, да чуеме уште и телевизија Скопје. И во главната режија на телевизијата се е подготвено за префрлување на сигналот. Полноќе и 30 секунди. Последните вести од студиото во Нерези. Спикери се Љупка Апостолова и Миле Попов.
Советот за народна одбрана на председателството на Југославија под председателство на Синам Хасани одржа седница во Белград, на која беа разгледани некои прашања од натамошната модернизација на системот на раководење и командување на оружените сили на Југославија. Советот заклучи дека во сообразно со се побрзите промени и развојот на војниот фактор, посебно на војната техника и во врска со тоа, со промените на современите војни доктрини, е неопходно да се забрза процесот на модернизација на системот на раководење и командување на нашите оружени сили. Вонредната конференција на Агенцијата на Обединетите нации за атомска енергија ја заврши работата во Виена со усвојување 2 меѓународни конвенции. Прогноза за времето умерено облачно и повремено сончево, температурата меѓу 20 и 28 степени. Во Скопје и околината умерено облачно со температура околу 26 степени. Емитувавме вести. Тоа беа последните вести од студиото во Нерези. Ова е така наречена четврта локација, во која што се селевме заедно со колешката Љупка Апостолова. Првин на Марксова 17, потоа во Маџари, па првите така импровизирани наречени бараки на влезот во овој двор наш. И сега вечерва, по неколку минути, заминуваме во новото студио, каде што се надевам дека заедно со колешката ќе доживееме и радосни денови, да дочекаме и пенсија. И со среќа нека ни е одењето и заминувањето од тука. Оставите сега. Драган, штом заврши мелодијата, идете на Љупчо. Перо, дај му знак, Перо. Дека тоа беше 2 секунди, немаше ни секунда. Ве гледаше дали воопшто нешто забележавте. Оне прекин, оне премен на сигналот од Нерези во новиот радиотелевизиски дом, знаат, траеше, верувате ли не, само 2 секунди. 2 секунди, иако ние најавуваме 30 на секунди, па затемнување на екранот, но ете што ти значи стручност, што значи подготвеност. Не е само фалба, туку фалба на сите оние што ова го направија, се разбира, од техничката екипа, ако може така да се каже. И нормално е со еден ваков значајан настан, да се започне најновите вести за десанство. Колегата Ацо. Председателот на председателството на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија Јаков Лазарски и председателот на Градскиот комитет на Сојузот на комунистите на Скопје Васил Постечиновски ја посетија Скомеса 86-та. Среќно да ви друга. Моите дни знай тажни се, вечно ме мачи тага, моја љубов ти пак е си, се ти проштавам драга. Тука кај нас е и колегата Драги Ивановски, еве морам да ви го спомнам, со таблата која зема со себе од носталгија, на неа пишува ТВ, телевизиска програма, сектор за информативно-политички емисии. Оваа табла сигурно ќе најде свое место во една од нашите нови канцелари, а таблата која гледате позади нас го покажува правецот во кој што треба да одиме, кон новиот дом. Слава му. Изнасме. Андреја, гаси. Ајде. 15 дена. Ојдов. Ја да ти кажам, најдругарски ще си одбил. Оставете ме тука, добри мои пријатели. И да го барав, немаше да го пронајдам ова место случајно што го открив.